Алберт Ајнштајн, Агата Кристи, Пабло Пикасо, Стивен Спилберг, Стив Џобс се само дел од познатите личности кои имале дислексија. Денес во ова издание на Приказна ќе зборуваме за оваа тема. Како состојба, дислексијата не е евидентирана во законите на нашава држава. Еве со кои проблеми се соочуваат луѓето кои што имаат дислексија. Според Интернационалната асоциација за дислексија, дислексијата е специфична попреченост во учењето која има невробиолошко потекло кое што се карактеризира со тешкотии во правилното или флуентното препознавање на зборовите, проблеми во спелувањето и проблеми со способностите за декодирање. Етимолошки зборот дислексија е составен од два збора: дис, збор со грчко потекло, што е преведен како тешкотија, и лексија, збор од латинско потекло, што значи да се чита. Затоа, многу буквален превод на овој термин е тешкотии при читање. Различни стручни лица имаат различни разбирања и гледишта, но сите се едногласни за едно, дека тоа е состојба што предизвикува тешкотии во читањето и покрај постоењето нормална интелигенција, добар вид и слух, системска обука, соодветна мотивација и другите поволни едукативни, психолошки и социјални услови. Се проценува дека некаде околу 700 милиони лица во светот се соочуваат со оваа состојба, што е огромна бројка. Но за жал, најголем дел од нив се со неоткриена дислексија и најверојатно воопшто не се свесни дека ја имаат. Светската статистика покажува преваленција на дислексија на 1 од 10 луѓе или процентуално изразено 10% од светското население влегува во оваа категорија граѓани. Проблемот со дислексијата е секаде ист во сите земји во светот. Не можеме да кажеме дека само во Македонија или во некоја друга земја, така да процентуално застапено е некаде од 5% до 12% во школска популација и сега варира помеѓу пол од машко и женско. Машките деца се повеќе застапени од женските. Дислексијата се појавува со различни степени. Сериозна, кога ученикот има висок коефициент на интелигенција и одлични вербални способности, но има сериозни проблеми при читањето. Умерена, учениците од оваа група се борат со декодирањето на пишан текст, како и во дадена временска рамка да се искажат писмено. Блага, ученици кои имаат тешкотии со совладувањето на читањето. Учениците од оваа група читаат како своите врсници, но не можат прецизно да декодираат. Гранична, учесници кои имаат траги од состојбата на дислексија, вклучително тенденција за дислексија поради проблеми со краткорочната меморија. Дислексијата е можно да се потврди врз основа на спелување и неповрзување на зборови при читањето. Во развиените земји постојат соодветни начини за препознавање и третман на овие деца. Постојат секако техники и начини како да се видат, но првиот човек што ги воочува тие разлики е наставникот. Тој ги гледа децата како напредуваат, кој колку постигнува и целиот процес како се развива на учење, и тој треба да биде информатор за родителите, да им соопшти дека нешто кај децата има некоја потешкотија, за да се најдат други стратегии за работа. Во нашата држава ние имаме центар веќе што се работи за дислексија и доста добро работат и има доста добри стратегии за работа. Првиот метод за надминување на дислексијата е осмислен уште во 1930 година. Во Словенија студентите пред полагање на секој испит пополнуваат образец врз основа на кој добиваат тест, приспособен на нив и нивните можности. Во Бугарија поимот дислексија првпат се појавува во 1980 година, а првото здружение е регистрирано во 2015 година. За фактори кои влијаат да се појави дислексијата како потешкотија кај децата може да бидат и генетски, но и еволутивни, ако гледаме според еволутивната теорија, дека читањето како вештина е јавена скоро кај луѓето и се уште не е совладана на невролошки план. Процената на дислексијата се изведува на специфичен начин, што опфаќа обемна и детална проверка од страна на мултидисциплинарен тим. Воедно, треба да се има предвид дека наставникот ја игра една од клучните улоги во процесот. Имено, наставникот најчесто е и првата личност која идентификува дека детето не ги извршува своите должности и активности на соодветен начин. Би сакала на почетокот да објасниме што всушност значи дислексија. Ќе започнам со една генерална дефиниција за дислексија.
кај што се опишува како состојба при која што мозокот различно ги процесира пишаниот и говорниот јазик. Може би е малку конфузно, затоа ќе кажам дека дислексијата всушност е потешкотија во читањето, разбирањето на тоа што всушност едно лице ќе го прочита. Многумина, може би малку подоцна открива дека има дислексија од една едноставна причина што многу малку се знае во нашава држава, дури ни законски не е третирана дислексијата. Да, токму така. За дислексијата како состојба била присутна од секогаш. Меѓутоа, сега веќе се забележува кај помалите ученици, затоа што веќе подолго време работиме на оваа проблематика, меѓутоа имаме огромен дел од повозрасната популација која што воопшто не е ни свесна дека се соочува со дислексијата. Особено го приметувам кај родителите кои што ќе дојдат кај нас во здруженијето, доаѓаат за своите деца, па во текот на разговорот веројатно сваќаат дека најверојатно и тие се соочуваат со дислексија. Како да препознаеме која е најраната возраст кај децата кога можеме да откриеме дека имаме состојба на дислексија? Имаме повеќе ставови за тоа кога е најоптимално да се открие дислексијата. Според нашиот став како здружение, тоа е некаде на 9 годишна возраст, од кога детето ќе го помине оној почетниот дел од образованието и доколку повторно се соочува со одредени потешкоти во читањето, разбирањето на читањето или пишувањето, тогаш веќе треба да се вклучи оној црвен аларм дека можеби се работи за дислексија. Дали наставниците знаат да препознаат кога некое дете има дислексија? Сега можам да кажам, после 7 години напорна работа, работите се доста променети во однос на наставниот кадар и голем дел од наставниците знаат да препознаат дислексијата. Не можат тие да одредат дали ученикот има дислексија, меѓутоа може да ги препознаат оние знаци на дислексијата, иако се уште е рано да се зборува дека ние сме го достигнале она потребно ниво за наставниците да препознаат дислексијата, меѓутоа мислам дека одиме во правилна насока. Во таа насока дали се обучени да работат потоа со деца кои што имаат дислексија? Во нивното формално образование не. Меѓутоа ние како здружение, како што кажа, веќе долги години работиме на едукација на наставниот кадар. Досега сме организирале над 50 на семинари, вебинари за дислексија, преку кои што ги едуцираме наставниците пред се како да препознаат дислексијата, но и каква поддршка да им понудат на учениците со дислексија, затоа што третманот на дислексија, односно сите оние методи кои што се наменети за учениците со дислексија се работат индивидуално, така што наставникот и да сака не може многу голема промена да направи со учениците. Меѓутоа, со менување на неговиот начин на предавање и учење на учениците може и како да им помогне на учениците со дислексија. Колку во таа насока е важно развивањето на самодовербата кај дечињата, бидејќи често пати знаеме дека може да има некои неприкладни реакции, како исмејување, навредување, кои што можеби ќе делуваат дестимулирачки, демотивирачки врз унапредувањето на таа состојба. Апсолутно, јас од секогаш кажувам дека самодовербата кај учениците со дислексија е многу важна, затоа што во најголем дел од случаите учениците со дислексија се соочуваат со слаба самодоверба, пред се поради фактот што тие длабоко во себе, без разлика дали знаат дека има дислексија или не знаат дека кај нив е нешто поразлично, знаат дека не може да го постигнат исто колку останатите ученици во одредени области, така што и работењето на тоа да си гради самодовербата кај учениците со дислексија е многу од исклучителна важност, а тука една од главните улоги дефинитивно играат наставниците и родителите на децата. Сакате да кажете дека треба да има некоја системска средина во која што заеднички ќе се работи на унапредување на... Апсолутно. Не само кога зборуваме за самодовербата и за општиот успех на учениците со дислексија, најважна е соработката од страна на родителите и соработката со училишта. Значи, тие две страни мора да соработуваат за да постигнеме успех. Затоа што кога земеме наставникот кој што вложува труд да му помогне на ученикот со дислексија, истиот нема разбирање од дома, трудот на наставникот е залуден, истото се случува и обратно. Читав некои показатели со цел да се запозна малку повеќе за оваа тема и видов дека дури некои 50% од учениците кои што имале слаб успех на училиште се соочувале со проблемот, но никој тој проблем не го препознал.
Да, токму така, тоа покажуваат истражувањата за учениците со слаб успех, дека многу голем дел од нив се соочуваат со дислексија или некои од останатите потешкотии во учењето. Не е тоа само кај нас, во голем дел на држави свеста за дислексија се уште е на ниско ниво. Да земеме и Велика Британија, која што е држава каде што дислексијата е можеби издигната на највисоко ниво, тие се уште работат на подигнување на свеста и информирање на населението за оваа состојба, се со цел да овие лица се препознаат порано и да може да добијат соодветната поддршка. Тука ќе се надоврзам на исто така на едни истражувања кои што се направени во Америка, дека огромен дел од лицата кои што се во затворите се соочуваат со дислексија. Причината ја наоѓаат во тоа што веројатно во текот на образовниот процес заради потешкотиите со кои што се соочувале не успеале да се снајдат, па го фаќаат оној другиот пат. Токму затоа е важно препознавањето и соодветната поддршка за лицата со дислексија. Кога ги споменуваме истражувањата, би сакала да укажем и на едно истражување кое што кажува дека постои разлика помеѓу бројките за дислексија кај нас и на глобално ниво. Например, нашето писмо, показателите велат дека дислексијата е од 10 до 12%, додека пак за разлика од нашето на да речем писмото во Велика Британија покажува дислексија 50%. 20. Значи тука се бројките пред се заради тоа што словенските јазици се многу потранспарентни јазици за разлика од англискиот јазик. Токму затоа и се смета дека процентот е помал кај нас, иако се движиме во таа светска статистика некаде покажува 15%, во зависност од држава, некаде во Обединетото кралство вела дека некаде од 15 до 20, наспроти во Кина каде што се докажано дека некаде 3 до 4% од лицата се соочуваат со дислексија, затоа што нели нивното писмо е цело во слики, така што и не се соочуваат со тие проблеми. Кои системски решенија недостасуваат за да може да се направи нешто што ќе им донесе придобивки на лицата со дислексија, особено на децата? Потребни се многу системски промени, да започнеме пред се од едукација на наставниот кадар, затоа што тие се најважната карика во препознавањето на дислексијата. Наставниците мора да се обучат, потоа да се направат и соодветни законски измени како што е тоа во развиените држави, за да учениците може да добијат соодветната поддршка. Имаме некаков напредок и во оваа област. За време на полагањето на државна матура, учениците со дислексија имаат право да имаат тестатор кој што ќе им ги прочита прашањата. Сега моментално работиме подолг период на изготвување на некое законско решение во однос на полагањето на возачкиот испит за лицата со дислексија, исто така да им се обезбеди тестатор кој што ќе може да им ги чита прашањата при полагањето. Имаме и други работи кои што би можеле да се направат и во високото образование, и во средното образование, каде што на учениците со дислексија би им се дозволило повеќе време за одговарање на тестовите или пак самите тестови да бидат прилагодени со фонт кој што би бил наменет тие да може полесно да го прочитаат тестот. Кажете ми, која е постапката да одредиме дали некој има дислексија? Има ли нешто специфично кое што укажува на... Јас би кажал дека и со тоа се согласуваат и голем број од стручните лица, дека дислексијата е лесно да се препознае. Оние најчести карактеристики на лицата со дислексија, како што кажав, се потешкотиите во учењето, во читањето, менување на букви при пишување, испуштање на зборови при пишување, многу често неможност да се прочита повеќе сложен збор. Значи спорото читање, лошиот ракопис исто така може да е еден од знаците на дислексија, меѓутоа примарно се сврзува со проблеми, потешкотии во читањето. Ако на едно дете му треба 3 минути за да прочита некоја реченица, на дете со дислексија можеби ќе му требаат 6 минути, дупло повеќе време. Значи тоа се некои од оние знаци кои што првично би требало да ни укажат на дислексија. За крај, за да не биде дека само покажуваме дека имаме проблеми кај лицата со дислексија, би сакала да споменеме неколку познати успешни личности кои што имале дислексија, но ете тоа не ги оспорило да успеат во нивниот живот. Апсолутно да, или позитивните страни на дислексијата ги има многу. Генерално во светски рамки се вели дека дислексијата е дарба и
ние сметаме дека и така треба да се третира и покрај потешкотиите. Ги имаме, ќе започнам од нашата држава, нас во нашата работа многу ни помогна актерката Катина Иванова, која што се соочува со дислексија, јавно излезе и го споделуваше незиното искуство како се справувала со дислексијата. Кажува дека и до ден денеска има проблем со читањето, меѓутоа тоа не ја спречува да биде тоа што е денеска. Потоа во светски рамки тука ги имаме актерката Дженифер Анистон, Том Круз, се вели дека Стив Џобс имал дислексија, Бил Гейтс, Ричард Бренсон, еден од оние луѓе кои што најмногу се залагаат за правата на дислексијата и потенцирање на дарбите на дислексијата, и вели дека токму тоа што има дислексија го направило да биде толку успешен бизнисмен, како што сите знаеме, минатото лето и полета, нели, прв човек во туристички лет во вселената, и вели дека да, токму дислексијата го направи сето ова да биде возможно. Пред околу 6 години запознав едно детенце кое што имаше дислексија. За тоа детенце беше потребен некој образовен терапевт или професионалец кој што ќе го води низ образовниот процес, така што кога го запознав, некако имаше моментално поврзување меѓу мене и него, иако во тоа време јас бев наставник по англиски јазик, нели не бев се уште определена да работам со дислексија или со образовна терапија, меѓутоа тој ми беше главната инспирација да тргнам во оваа насока, затоа што откако се запознавме, веднаш се запишав на сите тие обуки до квалификации кои што ги продолжив понатаму во текот на моето образование, и така некако се пренасочив од генерална едукација во специјална едукација на дечиња. Едукацијата за мене како специјалист во тоа, за да можам, нели, да бидам способена да работам со деца кои што имаат дислексија, подразбираше долгогодишни, односно првата едукација која што ја започнав траеше околу 3 години со еден универзитет во Америка, во Канзас, и тоа подразбира директно и вертикално насочување токму на проблематиката со која што се соочуваат овие дечиња, тоа е дислексијата, односно тешкотии со читање и пишување. Тоа за мене значеше обработка или деконструкција на англискиот јазик во овој случај и на сите негови патерни за спелување, пишување и читање, за да можам тоа да го пренесам кај овие дечиња кои што се соочуваат со таа тешкотија. Додека пак за дечињата или за сите оние кои што имаат дислексија, тоа значи неможност да ги поврзат буквите со гласовите кои што тие букви ги продуцираат. Во англискиот јазик тоа е малку потешко, затоа што англискиот јазик не е ортографски транспарентен како македонскиот и иако има 26 букви, има 44 гласови кои што во различни комбинации буквите прават различни гласови, па им треба едно експлицитно поучување на сите овие различни патерни на пишување, читање и спелување. Со Ајнштајн веќе неколку години соработувам и многу се радувам на секоја наша соработка со нив, затоа што направи една многу убава кампања и подигнување на свесноста кај луѓето за што е тоа дислексија и нели што значи да се има дислексија и што значи процесот на целокупното подучување на овие луѓе кои што имаат дислексија. Конкретно со мене имаме направено многу вебинари, работилници со јавните училишта, со државните училишта поточно, кои што ги обучуваат или им даваат информации на наставниците од државните училишта за тоа како можат да препознаат, како можат да се справат со дечињата кои што имаат дислексија и како најдобро можат да им помогнат. До сега сум направила неколку обуки и вебинари во кои што главна тема била дислексија во училница и инклузивно образование, кое што секогаш го правам да доаѓа од практичарски аспект, односно од некој кој што е во училница и од прва рака ги има овие искусено сите овие тешкоти и предизвици, меѓутоа и нели сите убави моменти кои што доаѓаат со тоа. Прогрес има во секој случај, меѓутоа оди секако некако бавно, меѓутоа тоа е во ред, затоа што нели секој прогрес додека го има и одиме чекор по чекор и ако го вреднуваме тоа, на крај секако има некаков убав резултат. И има многу малку луѓе, мислам дека сме практичари кои што се занимаваат со ова, нагласувам практичари затоа што има
многу луѓе кои што се доста вредни и корисни во смисла на разработка на оваа тема од теоретски аспект и истражувачки аспект, меѓутоа практичари мислам дека сме само неколку, околу 4-5, кои што сите се занимаваме со некој различен метод или различен пристап на работа со луѓе кои што имаат дислексија, меѓутоа сите заедно соработуваме. Јас соработувам со сите нив, најмногу со Сдруженијето Ајнштајн и со луѓето кои што работат со лица со дислексија таму, а она што би недостасувало и кој што мислам дека ќе биде многу корисно е таа соработка некако да зачести и да имаме почести средби на кои што ќе може навистина да ги дискутираме сите предизвици со кои што сите ние индивидуално се соочуваме. Така што од тоа мислам дека би се изродила некоја стратегија или план за како може тоа најдобро да се имплементира во образовниот систем овде. Ова е една многу деликатна и комплексна тема која што некако со години се дискутира и дебатира и јас се уште мислам дека го немаме најдено правиот начин за како да ја спроведеме инклузијата во училница, не само кај нас, туку зборувам на глобално ниво, затоа што сите прирачници и се оно што го читаме за тоа како треба да биде инклузијата, некако во пракса многу тешко се спроведува, затоа што влијаат, има многу фактори кои што влијаат на сето тоа. Ние конкретно овде мислам дека теоретски на хартија некако знаеме како, меѓутоа во пракса малку тешко ни оди да го спроведеме тоа онака како што треба. Мислам дека кога би биле вклучени можеби луѓе кои што се од пракса и кои што го прават тоа, би било малку поинаку, затоа што тогаш перцепцијата за тоа што е инклузија се менува. Чести грешки во пишувањето, во читањето и во спроведувањето на одредени училишни активности ги дискриминираат дечињата кои што имаат дислексија. Токму затоа денес истражуваме во ова издание на Приказна. Според психолозите, дислексијата не е појава што е видлива и која можете да ја препознаете додека разговарате со индивидуата што ја има. Најчесто се манифестира додека лицето чита или пишува, со изразени грешки карактеристични за оваа појава, како што се замене на одредени букви, испуштање букви, нагаѓање на зборовите, едноличен тон при читањето, непочитување на интерпункцијските знаци и на правилата за голема и за мала буква, искривување на редот при пишување, пишување букви со различна големина или губење на редот при читањето. I think for any children that have dyslexia, we have to be attentive to their psychological needs. We want to help any student, any child, with their academic needs, but also their social and emotional needs. So we need to be paying attention to how they view their dyslexia and how it impacts their self-concept. For any child, we need to be attentive to their view of themselves and how they perceive the difficulties that they experience. I think it's very typical and very easy for kids to begin to think there's something wrong or something's not okay about them, and that's not what it is. We just need to help them see their unique powerfulness and how their brain sees things differently and support them in building up their self-esteem and their self-concept so that it's healthy, that they look at things in a healthy perspective. Ако рано се откријат тешкотиите во учењето, може да се спречи губење на самодоверба, секундарни емоционални и бихевиорални проблеми како резултат на повторен неуспех и фрустрација. Ние во нашиот центар користиме доста добри едукативни материјали, најчесто ја користиме методата на Ортон Гилинхам методата, дека и се покажа дека е доста добра и во нашите простори, не само во американските, и има доста добар резултат кај децата. Така да може да се користат и други едукативни средства, како помош при пишување, помош при читање, што се, и може да се набават и во книжарите, ги има низ Македонија. На рана возраст се уште постои пластицитет кај поединецот и постои можност основните вештини да се совладаат, како што се јазик, моторните вештини, аудитивните, визуелните способности и описменување, што може да ги намали или да го спречи губењето на мотивацијата.
Најчесто возраста која се воочува е кога ќе наполнат 7 години или 8, тоест кога почнат со образовен процес, значи со академско учење, и после прво оделение, второ оделение се откриваат овие потешкоти. Можат да се јават и некои индикации од порано, како што се примера доцното зборење кај децата или темпераментноста што се јавува кај децата, тоа може да бидат само дел од индикатори за понатаму да се појави дислексија. Јазот меѓу потребното постигање и можното постигање на учениците најчесто на почетокот е мал, но постепено со возраста овој јаз се зголемува. Вообичаено, колку е поголем јазот, толку е потешко да се надомести. I find that they're incredibly spectacular children that need the support to be able to have the confidence, to build confidence. And as they build skills, working with incredible educators who help them develop the skills to manage their dyslexia, I think we can see them blossom in their confidence. And that's really beautiful to see, because when we feel good about ourselves and when we feel confident about who we are and what we can do, there is no limit to what they can accomplish. We just need to help them along the way. So I love getting to work with students with dyslexia because you can see that process for them. Во Република Македонија досега не се направени истражувања за бројот на лицата што страдаат од дислексија, но истражувањата во развиените земји покажуваат дека во англиското говорно подрачје дислексијата е застапена кај 15% од луѓето, а во словенското говорно подрачје кај 10 до 15%. Словенските јазици се транспарентни јазици, поради што и процентот на застапеност на дислексија е понизок. Сдруженијето за дислексија Ајнштајн спровело истражување за застапеноста на знаците на дислексија меѓу средношколската популација од 8 плански региони на нашата држава. Испитан е примерок од околу 2600 средношколци во прва година од 16 средни училишта. Од истражувањата произлегло дека дислексијата меѓу испитаниците е застапена кај 12,2%, со значајна статистичка разлика меѓу учениците од средно гимназиско и средно стручно образование, а ова е доволен податок за да се вклучи аларм. Наставникот е тој прв што се соочува и ја забележува таа потешкотија. Тој треба да креира пред се релаксирачка средина, атмосфера за децата, да не се осеќат различно, да не се осеќат дека имат некоја потешкотија, да се помогне со целиот стручен тим што го имат во училиштето колку што може, и секако низ центрите да се оди на стручно лице како специјален едукатор и рехабилитатор за децата да го надминат тоа полесно. Според истражувањето на Ајнштајн, при спроведената анкета во 7 училишта, 93% од наставниците се произнеле дека е потребен поинаков методолошки пристап за учениците со тешкотии во читање и пишување. 65% одговориле дека им е потребна дополнителна обука за работа со овие ученици. Во Македонија децата со дислексија најчесто се оставени сами на себе. До пред неколку години образовниот систем воопшто и не ги препознаваше, а денес свеста што е дислексија се уште е на многу ниско ниво. Голем дел од наставниците се неедуцирани за оваа тема. Училиштата, па и цели градови низ Македонија се без дефектолози. Родителите не знаат како да им помогнат на своите деца. Тие најчесто немаат финансии да плаќаат приватни дефектолози, часови или обуки, а државата и образовните институции како да немаат слух за проблемите на овие деца. Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје во 2019 година го представи во јавноста првиот воопшто создаден кирилски фонд за лицата со дислексија – Dyslexic FZF, заедно со додавката за Google Chrome Bato. Изготвен е фонд за наменет за лица со дислексија, кој што е наречен Dyslexic FZF, и во суштина представува само едно визуелно средство како може да се зголеми читливоста на текстовите. Читливост на текстови се зголемува на повеќе начини, меѓутоа начинот на кој што еден текст е презентиран значително влијае на способноста за читање на одреден текст, па и самиот фонд има таква улога да направи текстот да биде поприфатлив за читање за лицата со дислексија. Фондот беше изработен на почетокот на 2019 година од страна на Филозофскиот факултет со првична идеја да им се направат подостапни содржините, факултетските содржини на студентите со дислексија кои што ги имаме кај нас на факултетот, бидејќи неретко се случува учениците со дислексија да се провлечат низ системот на образование незабележани,
правејќи си некакви сопствени компензаторни механизми. Меѓутоа, кога ќе дојдат до ниво на високо образование, тука веќе и самите содржини стануваат покомплексни и пообемни, па сакавме барем делумно да им го олесниме самиот процес на студирање. Така дојде идејата и секако за да го изготвиме самиот фонд, првично моравме да направиме анализа за тоа што досега е сработано во областа, бидејќи фондови за дислексија постојат веќе години наназад. Меѓутоа, кога ја правевме анализата, утврдивме дека сите фондови кои што ги има во суштина се латински фондови и истите не би можеле да се искористат во нашето говорно подрачје, па поради тоа сакавме да крираме токму еден кирилски фонд на македонски јазик. Но за да го направиме тоа, секако моравме прво да утврдиме кои ќе бидат тие критериуми кои што фондот треба да ги задоволи, а од друга страна да ги задоволат и критериумите за читање на лицата со дислексија. Секако откако ја направивме и таа анализа, кои параметри фактички треба да се задоволат за фондот да може да одговара на овие лица, тогаш се пристапи на втора фаза, кога беше вклучено и стручно лице типограф, конкретно господинот Ласко Ѓуровски работеше на креирањето, на исцртувањето, буквално на сите карактери кои што се специфични за овој фонд. Сепак треба да се нагласи дека фондот не е некој магичен трик со кој што буквално исчезнуваат сите манифестации на дислексијата или пак оние тешкоти со кои што се сочуваат лицата со дислексија при читањето. Меѓутоа е еден начин кој што овозможува еден пакет производ кој што овозможува сите оние карактеристики кои што се содржани во фондот да можат лицата да ги искористат самостојно без да прават индивидуални адаптации. Во јавноста постои потреба од поголема свесност за препознавање на дислексијата и другите тешкоти во учењето. Информирањето, едукацијата, но и соработката помеѓу образовните институции во таа насока се од суштинско значење. Проектот на издавачката куќа Арс Ламина, едицијата лесно читливи лектири, лектири за основно образование со фонд за дислексија, неопходност кој може да ја олесни работата на децата со дислексија. Сметаме дека читањето треба да биде право, а не привилегија. И тука ја направивме едицијата лесно читливи лектири. Станува збор за книги објавени под импритот на Арс Ламина Либи за детска литература. Книгите се изработени според стандардите за дислексија и по насоките на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн. Во оваа едиција има 80 изданија и 80 книги, лектири, читанки на македонски и на албански јазик, кои што се наменети за деца во почетна фаза за читање, но и за лица со дислексија и се за децата од 2 до 9 оделение од листата со лектири одобрени од Министерството за образование. Во изработка на книгите се користат соодветни фонтови за дислексија, што ги прави достапни и лесни за читање од децата со дислексија. Секојдневно добиваме доста позитивни коментари за овој проект, особено од лицата со дислексија, затоа што за прв пат во нашето издаваштво, во издаваштвото во Македонија, се употребуваат дислексија френдли фондови, со кои што се олеснува читањето кај нив. Меѓутоа би нагласила дека овие книги се лесно читливи и за децата кои што допрва почнуваат да читаат. Значи еден поширок проект кој што ги прави книгите подостапни до сите. Минатата година беше објавена и првата сликовница со кирилскиот фонд Dyslexic FZF Тино и Дино. Со употребата на фонд за дислексија да се олеснува читањето кај децата со дислексија и кај децата кои што допрва учат да читаат. И оваа книга ни го покажа патот како треба да се прават сликовниците, односно книгите за децата што се во рано училишна возраст. Книгата е одобрена од Сдруженијето Ајнштајн и е направена според стандардите за дислексија. Станува збор за приказна, топла пријателска приказна за едно дете и еден диносаурус, кои што по некоја случајност почнува да се дружат. Оваа приказна е приказна за пријателството, приказна за надминување на непријатностите од врсничкиот булинг, но и приказна која што дава надеж. Во глобала нашите изданија се трудиме да бидат со поголеми пораки. Значи не само содржински, туку и начинот на кој што ги представуваме и ги објавуваме, сакаме да донесат нова димензија, да се крене свесноста за одредени ситуации.
Затоа и објавуваме и голем број на книги кои што опфаќаат теми кои што досега не биле третирани доволно добро во детската литература. Здруженијето за дислексија Ајнштајн заедно со своите соработници ќе продолжи во иднина да иницира проекти со кои ќе поттикне поголема свесност во јавноста за дислексијата, а истовремено ќе го трасира и патот на земјава да ги препознае и вистински да ги прифати потребите на лицата со дислексија, со цел да им овозможи да добијат еднакви можности за образување и работа, без дискриминација. На учениците не треба да им се кажа дека се глупави, неспособни или кога нешто тешко се снаоѓаат со учењето дека не се подобни. Во таа насока денес ќе ве едуцираме како да ги препознаете термините кои што може да влијаат врз самодовербата кај лицата кои што имаат дислексија. Фрустрациите кај децата со дислексија главно доаѓаат од таму што тие не може да ги исполнат очекувањата на околината. Родителите и наставниците гледаат бистро дете со ентузијазам кој и покрај напорите не може добро да чита и да пишува. Со тек на време може да се слушне, но тоа е толку бистро дете, барем малку повеќе да се потруди. Иронично, но никој не знае всушност колку тие деца навистина се трудат. Кај учениците со дислексија болката што не може да го постигнат очекуваното е огромна, особено кај оние ученици кои се стремат кон перфекционизам, а не може да го постигнат. Тие се развиваат во личности кои мислат дека правењето на грешки е вистински ужас. Анксиозноста е најчеста емоционална состојба која се јавува кај децата со дислексија. Учениците со дислексија стануваат плашливи поради константната фрустрација и збунетост во училиштето. Предпоставувајќи дека ќе направат некоја грешка, секоја нова ситуација за нив може да предизвика анксиозност. Затоа се обидуваат да ги избегнат сите ситуации за кои мислат дека може да ги збунат и при тоа да направат грешка. Поради ваквиот страв, учениците со дислексија избегнуваат да учествуваат во школските активности и пишувањето на домашни задачи. Во најголемиот број случаи родителите и наставниците ваквото однесување го препишуваат на мрзеливост и незаинтересираност. Првите години од образованието се период кога секое дете ја гради сликата за себе и период кога детето треба да го разреши конфликтот помеѓу позитивната слика за себе и инфериорноста. Кога детето наидува на грешки и фрустрации, тоа учи дека е инфериорно во однос на другите и дека неговите напори даваат многу мали резултати. Затоа да разбереме, да научиме да дадеме шанса и да поддржиме. Само така ќе им помогнеме во подобро и поефикасно социјализирање на лицата со дислексија. Родителите и наставниците треба да ги разберат чувствата на децата со тешкотии или да изнајдат начини да ги научат да зборуваат за нивните чувства. Потребно е да се наградува трудот, а не само резултатот од работата. Освен дислексија, постојат и тешкотии при пишувањето, дисграфија, тешкотии со математиката, дискалкулија и останати сродни потешкотии, учење, помнење, организација на времето и просторот, кои кај секој од лицата се застапени на различен начин и со различен интензитет. Дисграфија е нарушување во учењето или во стекнувањето на вештините за пишување и покрај постоењето на нормална интелигенција, добар вид и слух, соодветно образование и социјални услови. Како да ја препознаеме? Симптомите на дисграфија вклучуваат недоволно воочување на разликата меѓу буквите со слична форма што предизвикува нивна замена, проблеми со меморирање букви, поместување на спротивната страна нагоре и надолу, пишување од десно кон лево, огледалско пишување и неуреден ракопис. Постојат различни степени на дисграфија. Тие можат да препишат едноставен дизајн, но имаат проблеми со автоматизирање на конзистентноста. Дискалкулијата е неспособност да се концептуализираат броевите, односно меѓу броевите, аритметички факти и резултатите на нумеричките операции, проценување на одговорите на нумеричките задачи пред да се изврши пресметувањето. Некои ученици со дислексија имаат проблем со математиката, но не секогаш се работи за дискалкулија. Имено, кај нив проблемот настанува поради тешкотиите со секвенционирањето и организацијата, математичкиот јазик, концепти и постапки. При дијагностичката анализа на дискалкулијата, покрај пописот и типологијата на грешки, неопходна е детална анализа на менталните процеси кои довеле до тие грешки.
Самодовербата е од значајно влијание во поглед на справувањето со дислексија, односно од последиците која со себе ги носи дислексијата. Токму и затоа верувам дека денес издвоивме корисни информации кои ќе им помогнат на лицата со дислексија, но и на системот да изнајде соодветно решение. Довидување до следната приказна.